Стонхан река... Здраво, деска со вас Алекс, хуве класика. И со мене конечно се враќа назад. Виктор, hello. После колку време? После долго време. Ноември? Така е нешто. Данче бројаме месеци или епизоди? Нека биде епизода. Кој би било? 4? Мислим дека е 5-6. Ја, мислим дека последни беше Франкенштайн. Нешто така. Денеска ќе продолжуваме конечно со нашата Game of Thrones серија. Така е. Фала Богу. Која епизода сега ќе врнеме? Која книга? Гозба на Врани. Дали ќе им кажеш на слушачите што е интересно за оваа книга? Оваа книга не требала да постои. Ка повеќето книги од серијата не било испланирано од почеток. И Џорџ Р. Мартин кој го пишувал, книгата му станала толку голема што морал да го подели на 2 дела. И оваа книга затоа ги има само пола карактерите, а не свите. Пола се наредната. И 20.000 страници. Не знам како пишеш толку. Еви го, човекот се многу се има увлезен у карактерите, сака да даде нели ова. Ама ја, скоро ниеден од главните карактери од почетните книги не е оваа. Као свите се или сайд карактерс или нови карактери. Као буквално главниот лик е новиот POV Сърси и Джейми. Они се као главните POV со овдека и као у моје мислење и Сърси и Джейми се као меѓу најдобрите карактери, он ќе ги има напишано. Джейми е мојот омилен карактер, така да толку фер, ја па сакам како Сърси малце пропаѓа. И како малце све си ебува. Не викам дека не. Интересно тоа да пратиш, ама као милен лик, ка лик поче Джейми. Да, фер. И главно се као сайт карактери ована, ама ка увек почиња книгата со пролог. И после продолжувам целите. Што е прологот? Прологот се дешава од Цитаделата, што Дан ги имамо спомнато, га спомнато. Не знам. Мислим дека сем нема ше до сега чаптери. Имаше чаптери, ама се уште не е пратен. Не е пратен у Цитаделата. Да, тоа мислев, да, га немам уште спомнато. Ама нема врска. Што е Цитаделата, ќе му објасниш? Тоа е факултет. Basically ова е Свети Кирил и Методи. Ама, или прв факултет, зашто ќе речемо единствен у светот таму, ќе речемо дека е Свети Климент Охридски. Канајста словенски факултет. Со универзитет. Basically универзитет. И нели финтата е што овдека нели свите се образува и после ги праќаат да им се слуги на господари, да им се учители, лекари, све чуда. Што некој не им верува, ама basically, овдека се дешава со еден од младите ученици у Цитаделата, кај што он basically као млад ученик, мрза малце, се вика Пейт и он се наоѓа со некој што се вика Алхамист. И Алхамистот му бара книга, нели? Не, книга е у серијата. Не беше серијата? И клуч му бараше. Да, книгата е клуч. Фактички му бара клуч и кога ќе му донесе клучот, он ќе го убие. Интересното е што понатаму е од себе чептерите ќе го најдем овој лик повторно жив. Иако сме го виделе дека е мртов. Што може да заклучиме по тоа? Кои се теоријата? Дека не умре. Не мислим дека тоа се теоријата. Зашто не се тоа теорија? Не знам. Таква теорија не прочитав. Ја прочитав теорија дека е Джехин Кагар, можеби. Не знаеме кој, ама знаеме дека неверојатно е Faceless Man. Зашто што му ги има украдена фацата кога ги има убиено. Тоа да, ама теоријата не знаеме да не се знае. Не се знае кој е. Ама 90% е Faceless Man некој така. По ова конечно багам у книгата и добијам уште еден нов лик. Кој е тој? Ейрон Грейџој. The Prophet of the Sea God или како беше нешто? The Drowned. Ама сакам да речем дека нели е Демпхер. Пошто нели кој ќе ги Демпхер, да, беше The Drowned. Не богот така се викаше. Да, The Drowned God. Он е Демпхер, зашто нели мокра му е зашто цел. Зашто цело време иде бос тоа со. Да, и беше нели он е мајвише лидер на нивната религија. И он дознава нели дека преку него мислам дека преку него дознава усвари дека
неговиот брат и поранешен лидер на Ironborn е мртов. Мистериозно. Така? Да, мистериозно има умрено. Да, и фактички тука, нели, кој е дознае дека неговиот брат Бейлон е мртов, уште треба нов лидер. И има мање више две опции од лидерот. Или ќе биде неговиот брат, кој што он го преферира, неговиот постар брат, или пак ќе биде Аша, која што е неговата ќерка. Пошто Тион, неговиот син, нели е мртов у наводници. Тоест, не знам за мртов, е мртов. И сега, за он да се извади, за не биде Аша, зашто нели и у жена. И брат му не го сака. И брат му не го сака, има старо метод на избирање, што се вика, нели, кога што ги соберемо свите господари од Железните острови да дојда и да избера кој ќе биде следниот крал. Се вика Kingsmoot. И ова малце ќе го заебе. Да, малце повеќе на тази понатаму. Зашто и меѓувреме, нели, се враќа Еурон, неговиот брат, со кој што малце е страшен. И е мојот омилен антагонист у серијата. Зашто е bro's creepy as fuck. And he's cool. У серијата го уништија. У серијата го направија, а никој ништо. Океј, нели треба да носи ајпеч и да има тоа и плави усне и долга коса. И у серијата ша му направијаха. Да има масакрд. Брат го направи Джек Сперо. Да има масакрд мој Джек Сперо from top. Не беше ни Джек Сперо. Бар да беше Джек Сперо, ќе беше барем funny. Да. Да. По ова идемо од север, се идемо на најјужниот дел од континентот, кај поранешниот дом на на Обрин Мартел, идемо у Санспир. Поточно го следимо еден од чуварите, тоест не чуварите, од заштитата од стражарите на принцот Доран Мартел. И у така наречените водени градине. Само кажи у бањете. Да, или у бањете, кај што Доран принцот таму живее. И тука едно најинтересните песажи што мене ми се допаѓа, нели има некој си овоши, толку што чекал Доран да го собере овошето е станало презело и почнало да паѓа на земјата и да се распукува, што е добар foreshadowing за кај иде целиот овој плот. И еден од главните мане на овој лик на Доран. Океј, дан беше дека паѓа се распукува или дека почна да скапува? Едно од нив беше, ама ипак. Двете метафори работа. Ајде да чув дека се скапува. Беше поубава. Не знаеш зашто се Night of the Seven Kingdoms и да поврземо со тоа, знаеш, со Fossaway. Да поврземо метафорите, све да бие круг. Time is a circle. Све е круг, све е поврзано меѓу себе. Web of light. И, нели, сушност, Доран има секако, фактички преку Ерон, преку Хота, го гледамо Доран. Каже, нели, има правило Джордж Мартин дека никогаш не сме да сме во главата на крал или иден кавлаетел. И овдека фактички следимо фолотот од смртта на Обрин и све што се има десено. И фактот дека, нели, Тиријан пред неколку книга го прати Марсела у Дорн. Поточно овдека гледаме како, нели, сите жала за смртта на Обрин и сите сака одмазда за тоа. И он се труди некако да го зачува мирот и зашто он мисли дека уште има време пред да стигнеме до тоа. Ама затоа зашто он има негови планови што ги има активирано, не е тачниот збор. И има планови уште наша работа на позадина. Да. Иака уште е прерано, плановите уште не се спремни. Тоа е пак тај инсен што мислим дека беше љовничаката на Обрин, нели? Или беше една од неговите ќерки. Да. Он сака Марсела, што, нели, да направа кралица, пошто у Дорн жените не е битно дали си жена или муж, ти автоматски, си најстар, наследуваш све. Он сака не да направа кралица, што он, нели, пробува да го допре. Пошто, нели, не ќе да прави проблеми. Да, уште неќе проблеми ја прават. И одејќи од ќерката,
на мајката, влага му Сърси. И она исто го има другиот мој... Лошо се искаже моментално. Упс. Добро. Како и да е. Иде мојата втора омилена објасноја психа. Зашто ќе читам на англиски. She dreams of sitting the iron throne high above them all. И овдека фактички влагам конечно у еден од ликовите што нели стално сме били упознати, ама никад не сме били у нивната глава. И го гледам фолотот од смртта на еден од најглавните ликови да се Тайвин. Флужено го гледам неговиот погреб, како фактички без Тайвин се она е главната. И гледа, она се мисли дека е синот онан што никад го немал и она сака да е иста како него. И овдека фактички го гледамо малце по малце како Тайвин усвари едно најинтересните како Тайвин, неговото тело почине да смрди и е толку лошо што томен, што треба да е нов виткал, не може да седи. Што означува како све неговото, све он што се тудел, сега малце по малце ќе пропаѓа и да станува щит. Да станува гом. Мислим дека едноставно човекот кој умре од позицијата што умре Тайвин многу ќе смрди телото, зашто мускулите, кој ќе умреш, мускулите се релаксира. И Тайвин беше пред да умре под притисок, да се рече. Така кој ќе се релаксира мускулите, влаго таа ситуација кој што почне многу да смрди. Да, ама сепак тоа Џорџ Мартин го користи дека нели како метафора, да покаже дека нели све оно што се борел умеѓу време, дека сега све ќе почне да пропаѓа. Дека неговото наследство усвари е гомно. Дека ништо нема добро оставено, нели? Да, може да е метафора. Ама на крај на денот све може да е метафора, иако мислим дека ова е наменета метафора. Everything's a metaphor if you look hard enough. Ама да, едно положувам кон Бриан. Бриан нели беше даден еден од валиден сил сорт од страна на Джейми, за да иде да најде Санса Старк и да ја врати на северот, и она почине на тој квест заедно со Под, The Rod. Тоа иде со Под. Не после се среќава. Да бе. Да, права се. Зашто серијата Тириан го праќа со неја. My bad. Ама да, почине да иде на ке север, пробувајќи низ Росбис, низ други кралства, не кралства, низ други места проаѓа барајќи Санса. И низ неа фактички градчиња, замоци и така натаму се проаѓа и го бара Санса. И ако може да најде Арија. И после тоа се враќам, Самуел. Ова е едно од единствениот чаптер у кој што имамо две POVs како зборат еден со друг. И сега прво го гледам од Сем POV-то и после го гледам од другиот POV од страна на Џон Сноу, подочно цена. Од наредната книга, мислим дека. Да, од наредната книга, кој кажа Џон POV. И нели Џон у прошлата книга станува нели Лорд Командер, исто инициирано од Сем. И нели по доаѓање на Станис самиот зидот, всушност доаѓа до тензична ситуација кој што сака да гори луѓе што имаат калска крв. И ова го става Џон у незгодна ситуација и он го праќа мејстер Еймен заедно со Тарли кон Цитаделата, прво да го спаси мејстер Еймен и да го направи Сем новиот мејстер за зидот. И поради некоја непозната X причина иде со неговата пријателка, сега како се викаше? Гили. Да, Гили е поради некоја X причина многу тужна. Да. Тужна е. Расплакана е, ама да. Мора да иде. Така е Џони нареди. Да. Само зашто мора да иде. Не ради друго. И после продолжувам кон буквално мислим дека единствениот тоа е еден од двата поглавни ликови што се у оваа книга, што се продолжува од прошлата. Идемо кон Арија. Арија конечно стига во Бравос, едно од слободните градови, и иде кон куќата од Црно-бело и вика Валер Моргулис. И се отвара вратите и она
почиња кон нејзиниот пат да стане асасин. Да стане никој. Да, зашо окей, малце тенджент овдека. Нема логика да ги викаш асасин, иако са најправилно асасин ка асасини, зашо нели асасин доаѓа од Хасан што биле порано нели ка religious order и они се religious order, ме разбираш? Затоа е поврзано. Тоа е инспирацијата. Многу очигледно ако знаеш историја. Ама да, да стане faceless. Ама како што знаеме после нели продолжува. Овдека се влага и ги гледа тоа статујата и тоа внутра како. Што интересен концепт нели за тоа да faceless god. И кој влага, мене ми е тоа интересно зашто има повеќе статуи. И кај што доаѓа луѓе, светици се молја пред своите богови и она повеќето не ги знае, знае само 20 познати. Имаха многу чудни и интересни фигури тоа на богови опишано овие кој влага. Да. Јас само ќе речем едно нешто, они многу добиваат инспирација од Одисеј. They're nobody. Okay, you got me there. Сите со Одисеј. Basically. Ама продолжуваме со главниот лик на оваа книга Серси. Не ми се свиѓа што викаш главен лик, ама окей. Па е главниот лик на книгата, има најмногу чаптери. Има 10. Не менјава факт дека ga неичим. Не треба да го сакаш главниот лик, не мора главниот лик да е добар човек. Ама, пардон, ова е сега кој иде да се мола ке Тајвин, пардон. Овдека се иде да се мола ке Тајвин и, нели, смрди и доаѓа Тајрелоите. И овдека се појавува еден интересен лик, кој што исто ќе заебе Серси у иднината, Осмонд Келоблек. И, да, тоа е интересно, пошто тука се појавува понатаму и тоа слушно еден меѓу побитните при зашто Серси ќе почне да иде надоле. И овдека нели Серси малце почиња да си прави свој small council и почиња да си ги става своји лојалисти и на место. Не, на позиција не што одговара. Да. Да може прави своја политичка партија, што би се рекло. Да. Да нема никој да ја позна зашто мисли дека е гениалец. И малце почиња да ги оддалечува Терезоти и малце ја гледам овдека незината манишна состојба. Мислим дека овој чаптер почиња да мисли дека Tyrion's in the walls. He's in the walls. Да, овдека фактички Джейми нели исто е тоека на погребот на Тајвин и интерактирал се ни со свите тоека King's Landing. И всушност тука е најбитно што нели он почиња да сваќа дека Серси не го сака и почиња да мисли да ја остае и најбитниот дел е као зема ја отвара книгата на сите нешта што ги има направено од Кингсгардовите до сега и ги проаѓа сите големи нешта што ги направиле и доаѓа неговото и гледа ка имам уште празни страници, I can still change my fate и иде излага од почиња да иде од King's Landing, нели? Да, излага сари почна да се спрема за да излезе, мислам дека не излага беше овдека од мама кај да, нели? Да. Треба да се вратиме у Ривендел. Ама да, Ривендел? Нели ги чита и ка Riverlands. Се гледа Хобито, гледавте. Riverlands. Се гледа последно за Хобито зборевте. Да, White Council зборевме за тоа таму. Да, иде на кај Riverlands и ама пред тоа нели га чита книгата и као книгата баш и дека свите што биле дан спомнавме дека е тоа не само што е Кингсгард, туку е нивниот ка лидер, која се викаше позицијата? Командант на Кингсгард. Commander of the Kingsguard. И ги проаѓа свите да ги гледа све страниците, ама ги проаѓа тие што се командери. Ги гледа свите има ка две-три страници и свите ги чита. Некој ги чита, не свите. Ама не чита ка што има ствари правено и си ка луѓе се cool. И на крај буквално ред кај што спомна задната страница е ка има он има ка пола страница е ка
имам уште време, нели, и го затвара, не сум уште завршен. Таа сцена беше многу добро, искрено, едно од омилените. Ја, мислим дека и чак беше застанува ке Сир Данкен и Сир Данкен, толку многу работа. Не ги има спомнато, 4 страници мислим дека така ека. 4 страници Сир Данкен, кој имаше некои 3-2 имаше некој што испомна. Има некој буквално што има малци, некој што има многу, ама ги проаѓа тие што са Commanders of the Night, паш што знаеме, Райт Данкен бил Commanders of the Kingsguard, така да. Ја мислим дека избунив Nightwatch и Kingsguard, зборече, ама нема врска. Добро, едното е инспирирано... Двете се базирани на истото. Едното е инспирирано од другото, in universe, така да it's all good. Од Джейми, положуваме со Бриен, кај што го сонува на Джейми. Тоест, технички го сонува Ренли и после неговото лице се претвора у Джейми. Што може би покаже дека Бриен малце се љубува него. Само малце, ништо страшно. Никад не би ги споредил Ренли и Джейми. Не, буквално пишува дека... Буквално книгата пише дека го сонува Ренли и после неговата фаца се претвора у Джейми. Не, знам, тука јас барем ја никад не би ги споредил меѓу себе. Нема споредба, ама нели онако... Она самата призна дека нели он има се љубен у Ренли. Единствениот човек што бил фин спрема неа. Очигледно беше. Did you read the books? It was obvious. Ама да, мање више овдека пак ја бара Санса, никој нема да... Мање више гледа како резултатите од војната на околу Даскендейл. Оклопи, мртви тела, све тоа. И овдека, кашо не подсети, овдека го наоѓа Подрик, па ја укале на нејзе, па ја жалика, хајде, дојди со мене. Ама still, you know. Сега се враќамо со другата Старк сестра, со Санса. Санса беше, нели, кој беше тоека за време на Виолетовата свадба и нели беше однесена у Ири. The Veil. Да, и овдека всушност нели зашто он веќе ја утепа незината тетка, она мора да лаже дека мислим дека беше дека она паднала и за да прекрие дека Петар го има туснато да ја спаси неа. И со тоа она поиќе се нели навлага под контролата од Петар и гледа како он ги манипулира господарите да застана позади него и како он га манипулира ситуацијата, он да ја контролира на све. Само ќе кажам, од оваа книга Санса ми е многу смешен лик, зашо Роберт га нервира превише. Искрено, човек исто кој треба со мали деца нешто да имам работа, истиот сум. Да, буквално не можеш да ја кривиш дечето, пошто нели basically on a spoiled brat. Буквално, не знаеш што ќе речев? Роберт е да медивал верзија од iPad Kid. Да, буквално. Буквално тоа е. Да беше вистински човек и да го знаев, очекувам дека ќе дадеш тоа и ќе ме прашаше do you have games on your phone? Do you have games on your phone? И кој ќе му речеш, не ти го давам. No, I don't. Get away. Да. Ој од сцена ваму ќе вика неа Елейн, пошто тоа е нели името Littlefinger што го дава и од сцена нели натаму го представа нели како негова негова копиле. Елейн Стоун. Ова е понатаму, ама многу интересно како многу ретко мисли да Џон иако е буквално иста ситуација со него моментално. После тоа продолжуваме на The Kraken's Daughter. Која е Kraken's Daughter? Или просто Аша, речи. Аша. Или како ја вика ја у шоуто? Не знам. Јара. Нели? Мисли дека беше зашто нели ко зашто луѓе ќе ја збунеле со Арија, because apparently people... Не знам, тоа беше екскјусот. Океј, двете са на... И двете са ка Tomboys, but still не са ни близко. И демек двете се демек со 4 букви имињата. Требаше да знаме дека серијата е шит, дека серијата има проблеми. Што? Океј. Ама да, кај се кај она дека прво лута е по незиниот чичко, што не и дава да биде кралица,
И малце по малце почиња да собира сапорт за нели она да стигне на власт. И си мислика, нема шансе ја да се оженим за некоја будала, да се омужим за некоја будала таму. Ке бидем главна, I don't give a shit. Мање више. И почиња да собира сапорт по неја. И не, ова уште некој стига информацијата и одлучија нели да се врати назад. Зашто она не е на севере, не е... Да, управа си. Она е моментално као, мислим дека се викаше, не сеќам како се викаше точно. Што беше фактички меѓу Днек и остатокот од северот, што е како главниот замок. Не знам како се каже, да. Да. После положуваме повторно со Серси и Серси е кај свадбата на Томен. Томен, нели, за да се проложи алијанса со Тајрел, поточно Марджери се оженува за Томен и за свите хепи ден, освен за Серси што ека ќе ми го украде детето, она е младата пуба, ќе му утепа, нели? Да, зашто нели прораштвото што е... Прораштвото мислим дека е понатаму незиниот POV у флешбек. Ги имаме спомнато прораштвото? Не! Да, знам дека затоа низиниот POV почна се. Затоа знам дека го неама, мислам. Затоа, знам дека овдека треба негде да е. Океј, ќе кажеш ти или да кажем ја па да тероризираме малце на него? Кажи го ти. Океј, има пророштво од вештерка, кој друго ти дава пророштво за без паре. И пророштвото гласи дека она ќе се ожени за кралот. Нема да се ожени за принцот, ќе се ожени за кралот. Да, нема да се ожени за принцот, ќе се ожени за кралот. Он ќе има 9 деца, она 3, ќе ги наживи свите своји деца и ќе биде убиена од Веленкар, што на македонски како беше преводот, не сум сигурен. Ја не знам, кај имам читано на англиски, ама знам дека у измислениот јазик од серијата Валиријан значи како помладиот брат. Ја ги имам на македонски книгите, ме мрзе сега да ги отворам да го тражим, ама да, значи дека ќе биде утепан од незиниот помлад брат. Има две опции тука. И истовремено кажа дека од мој ќе биде изфрлена од помлада и поубава жена. Да, го забрав тој дел. И исто, у тој момент е усвој таму е со другачка незина, што единствено прораштво за незина другачка дека ќе умре млада. И замисли умира млада. Има теорија дека Серси го утепала, ама ја. Ми викаш Game of Thrones пророштвата се точни? Брат, Night of the Seven Kingdoms си имаше пророштво лушо за XM ме плаши тоа. Депенс кој го дава пророштвото. И дали ти дошло у сон. Беше вештерка. Ако ти дошло у сон си го најавал. Беше вештерка. Сега фактички не е уплашена. Освен една од причина зашто станал го мрзал Тиријан, е да шека, он ми е помладиот брат. Он ќе го утепа, сега го утепа татко ми. Кај да јас сум следна. Едното дете више умре. И исто, затоа е цело време параноичен со Марджери, као, она е пуба од мене, помлад од мене. Ќе ме утепа. Ама, нели има теорија дека усвари, дека не е Тиријан што ќе утепа, него дека ќе биде... Апсолутно ќе биде Џейми. Апсолутно. Исто сакам да најде теоријата дека не ќе биде помлад брат, ама не мора да значи дека незиниот помлад брат и некако дека незиниот син Томен ќе утепа. Не може Томен да го утепа. Може би ка зомби? Не, Томен ќе биде мртов кој она ќе умре. Не верувам никаде дека ќе стигне толку јужно у книгите White Walker за да биде проблем за тоа. Ама пак, интересно. Ама, ова фактички, ова пророштво и параноичност од тоа дека татко умре и син умре, фактички го прави многу ментално нестабилна ова книга. Не би рекол га прави ментално нестабилна, туку почна да станува ментално нестабилна. Да, поиќе од обично, да се разбереме. Не дека нека била нешто многу стабилно ментално, ама пак знаела да направи добри moves. Само не знам. Продолжуваме со Ерис Олхард, што е фактички заштитникот на Марсела. Он е седуснат од принцесата Аријан Мартел у незиниот бит да ја... Кој не би?
кој не би, ја би. И со цел нели да добие заштитникот на Марсела незина страна и фактички еден најмид чаптерите, што мене пишне ми се свига. Ама да, она планира да го направи Марсела да е круница Марсела. Да, зашто по тоа кај што спомнавме преско традицијата од Дорн. Да. Продолжуваме со Сем. Со Сем Гили и Мейсер Реймонд и Дерон поаѓа по нивниот пут, нели се плова по путот. И овдека у овој чаптер мислим дека починува конечно Мейстер Реймонд. Кој стига починува, мислим дека. Кој спига? Мислим дека кој стига починува. А не у Цитаделата туку нели у кој град идеа првин? Бравос. Нели ќе направи пауза у Бравос, у Бравос умира. Ама да, ипак овдека најбитното е дека го спомиња Aegon the Fifth Egg, што е се новата серија. И како се да чува фактички е малце мање више ревилнато дека Џон го има сменето од Гили детето со од Менс детето, за Мелисандра не може да го запали. Ама Џон малце преполитика, што не треба. Џон he's on his villain arc. Да, his pragmatic arc. Тоа искрено паметам потез оваа ситуација, зашто прво не. Зашто ипак га знаеше мајката од бебето, нели, зашто умре од што се вика жена му од Менс, така? Да, припораи. Така да. Жал му и за тоа мислим. И плюс тоа што спомнати, нели? И кај што знамо Менс осуден на смрт понатаму. Да. Сега положувам со Бриен Портрик, кој што нели мање више пак положува се шетани Сриверлендс, гледа уништувањето од сета војна што околу нив, гледа дека Brotherhood видеа Бенер станале малце многу поагресивни од тоа што биле, дознава за смртта на Лајса и положува со барањето по Санса. Пошто положувам со Џейми. Џейми го напушта нели King's Landing по погребот на Тайвин и продолжува на Salt Pens со надежда дека ќе барем, ако ништо друго, може да го зачува неговиот oath, неговата заклева кон Кетлин и да га заврши сиџот кај Риверон. Без убиство, без да пролее крв. После ова положувам пак со Серси. Серси го остава нели со Кајберн на Small Council и мање више се почине нели да се плаши нели од све и мислим дека овдека е чаптерот кај што го експлодирува кулата на раката, зашто верува дека Тириен е у неа и почиња да зашто никој не живи таму моментот. Да, зашто никој не живи и зашто нели слушала дека некој има одзидот и почиња не добија писмо од Џон, она верува дека Џон треба да биде утепан. Нели? Да, Џонсон. Да, и освен тоа гледа како повторно почиња да халуцинира, да ја бара, слуша дека Ремзи се оженил за Арија, и тоа не се допаја, е пист и тоа. Ајде га прати она таму? Не, Тајвин га прати. Не, Тајвин га прати. Тајвин га прати, Да, Джейн Пул. Да, не, знам. Ама не, Тајвин га прати, Да, после продолжуваме со The Iron Captain, Victarion Greyjoy. Victarion е, само нешто интересно, Victarion е човекот кој што цело време Джордж Р. Мартин сака да го утепам, никако да успее, што ја мислим дека е многу фани. Оке, у наредната книга што му се дешава на тој човек. Многу работа, ќе стигнемо до тоа. Ама да, овдека има cool armor, ако не друго. Ако нешто друго има cool armor и овдека нели и он пробува да генерален сапорт заедно со брат му за он да биде избран. И овдека нели усвари дознавам зашто Ейрон е усвари избркан од Железните острови, тоест поради тоа што спиел со жена му на Викториен и Викториен го утепал жена му и го натерале, го избркале Ерион од Железните острови. Што, јаки дека жена најверојатно била силувана, ја жалим жена му. Оке, Викторијан е најстереотипичен берзеркер. Да. Од ка било што медија, така да. Што чакаш поче човекот? Очекувам дека имаха 80 IQ, братот.
Да, и сега продолжуваме с неговиот брат агент Ерион Демхер. И фактички овдека почиња нели согласањето и нели сите се представува некои посериозни, некои понека, ја ќе ви дадем тоа, ја ќе ви дадем тоа. И се гласа се одека не пристигне Ерион на неговиот црн брод со неговиот cool ass armor и им вика ја ќе ве направим све што сакавте да бидете и све што сте сакале да бидете, све ќе биде наше. Немаше Валеријан армор? Да, Валеријан армор, дедото реков со неговиот cool ass armor. Ќе нарече еден од неговите слуги да sound Dragonhorn и свите се као И после тој слуга ќе умре. И свите се као fuck yeah, he cool, Ерион, новиот крал. Јуран, новиот крал. Ерион нека fuck, we fucked up. Требаше Аша да е. Буквално Аша требаше. Ама they hate women, so... Ама да, продолжуваме со Бриен и Подрик нивниот journey да пробува да најде Санса. У овој чаптер дека патува, они се нападнати од да Brotherhood Banners. Тоест некој што се преправа дека да Brotherhood Banners, поточно не. Некој што се преправа дека е Сандор Когейн, тоест што му носи неговиот армор. Кој што се усвари Рордж и Байдер што ги пушта Арија, што ги спаси од смртта. И Бриен ќе успее да ги победи, ама Рордж ќе изеде дел од низината муцка. Се враќамо на југ со The Queenmaker. Сега гледаме од страна на Ариен. Она е прва бродената керка на Доран Мартел, ама она е убедена дека Доран ќе направи незиниот полн брат ќе направи крал, и она е као се осеќа мистерија, дека fuck this shit, ја собирам ова како се викаше Марсела и ја ќе ја правим кралица по нашите закони, она е следна поред. Арно, ама она е допрена од... И она го зема Еди Солхарт, го собира со неја. Арно, ама они се допрени од страна на... Бајде, има цела дружина. Цела дружина. Цела дружина. Буквално сум D&D Adventuring Party. Да, буквално има еджи карактер кој што се викаше Dark Star. Буквално видел кога че бека they got the whole D&D party going out here. И нели плавеа по река, дешо што прави. Беше толку wholesome, дрна беше. Да, и она пробува да натера еден да ја даде Марсела, он не дава. И тоа е тоа, ама интересен искрено еден од исто. Фактички оваа книга има многу интересни ликови, ама нема толку нова акција. Нема, ама окей, не ти треба овака акција. Стил, ова е многу добра книга. Има многу добри карактери. По-добро него Clash of Kings што има акција. Да. Арија пак умеѓу време додека правос почина да навлага у традицијата of the Many-Faced God, почина да учи да почина со нека ве молим примете ме, окей, ама треба да станеш никој. Okay, that's easy. No, it ain't. И фактички прво почиња ка чистач, нели? Фактички чисти. Да. Чистач и да слуша, да ги научи некои основни зборови, да може да збори направо си. Да, што после продолжуваме со сестра, што е undercover како Елейн Стоун. И продолжуваме, нели, фактички имамо сега очи на Петар и неговите планови. Фактички он као продолжува да ги манипулира свите лордзови околу него за он да остане на власт, како праќа различни господари ги означува на одредени позиции, да станат лојални со него. Пример, мислим дека да The Gates овдека ги дава The Gates of the Moon. Да, овде тоа меси политика. Да. И фактички малце она почне да учи од него, да учи да гледа како нели како работа политиката се ова и тоа е. После продолжуваме пак на Cersei. Сега фактички главниот град од кој почне да се појавува Sparrows, мислим, овдека. Малце по малце. Малце по малце, у позадина нели на почеток.
што се појавува Сперо, што се као нели као еден куп религиозни екстремисти кои што веруваат дека треба да се врати на старите начини на работење. Они као се против континуираното каставање на нови врховни папе, ги више, High Septons. И они се водени од као еден наречен Ка се викаш Sparrow? High Sparrow. Да, High Sparrow, што води го става на власт. Cersei is not concerned by this. Она е concerned за како да утепа Марджори и како да ја заебе. И, окей, ќе спомнем малце зашо, Андал, што религијата и тоа е, нели, сака пред Таргериен, многу пред Таргериен се овдека околу 300 години и тоа време што се Таргериен овдека има сменето многу ствари. И они сака нели да се врата пред тоа. Пред времето пред да дојде Таргериенс. Сака на тоа да се врата. И што одека, мислам дека она почина да се заљубува со тој пиратот, што ќе ја заебе. Basically има од ако се гледа House of the Dragon има нели тие што се Valyrians, имаат еден бастард во оваа серија, Raymond се викаш? Waters? Да, така нешто. И она е као, oh my god, Rhaegar, I must have. И ќе му даде еден куп бродој. Зашо, братот има Valyrian Futures, така да... ги има тоа бела тако, I must have. бла. Ама да, продолжуваме со Бриен. Бриен нема толку многу да збориме успре за Бриен, освен како фактот е дека низ неа е фактички се покажа целата така све што се има решавано, како е руинирано целото земјиште, како е све народот страда после војниве, мање више. Тоа, Бриен е нели перспектива што се среќава со обичните луѓе, што прават со нив, зашо муабети гледаме, нели, нив како им е животот, така... Што прошлите книги тоа беше Арија, нели, зашо Арија путуваше на север и тоа, ама се Арија на ние тој кај Бриен оваа книга има таа нејзина перспектива. Кај што преку неа гледаме, нели, последиците од све војните и тоа што се дешаваше прошлите книги. Да, што е многу, нели, важно поради тоа што као Джордж Мартин е познат по тоа што дека е антивојна и ова е као нели од главни... Да. И ова е главно дека прочита као штетата што војната га прави, што е у моментот кога ја снимаме епизодот е kind of битно. Само малце. Само малце е битно. Малце појќе, ма да. Малце појќе. Ама да. Малце појќе. Продолжуваме со Сем. Да, сега стига у Бравос и мистер Еймен се буди и почиња помалце да умира и нели овдека вика Egg, I dreamt I was old и го сонуван. Was it all just a dream? Maybe it wasn't, maybe не беше. Was it all just a dream? Maybe not. We shall see. Тоест нема да видимо. Може ако направи уште книги. Ама да, овдека Дейрон е еден од нивните компанијонс кој здувнува и е понатаму сретнат од овдека фактички Арија како Faceless Assassin се судрува со Сем, ама не се зна. Е само као... му продава рибе, нешто што беше што продава. Да, рибе му продава. Нели тој и она е као, дзилци? Да, Jon Snow е командер. О май гад. И да, тоа е интересно. И после тоа продолжува надат на ке Citadel. Да, фаќа друг број и продолжува на тоа. Само ќе речем ова нешто интересно. Има додека го наоѓаме Sailor's Wife, што е жена што е курва, не, тоа е проститутка, што се оженува со луѓе и после се разведува цело време. Интересно е пошто има теорија за неен куп. Што се теоријата не ги знам, I don't know those theories. Океј, добро. Basically теоријата дека она е жена на чичкото на Тириен, неговиот омилен чичко, што има исчезнато, дека она е негова вистинска жена, зашто плаваше, незината ќерка исто плавуша, имаат Lannister sounding names и дека она го чека незиниот прв муж што има исчезнато, што бил Сейлор. Рандом е теорија. Ама да, продолжуваме со Джейми. Джейми, нели, иде малце се качува нагоре и овдека
Се труди да е подобар човек од тоа што е. Подошно овдека допира силување на девојче и почиња пробува да има што помало деструкции, да почиња малце да помага на народот, нели? Пополеку и се движи, нели, некај Риверен за да го тргне сиџот, да разреши, да го освои, не да тргне сиџот, тоа звучи като да носи помош. Продолжуваме повторно со Серси. Она почиња да спие со Кетлбекс, поради тоа што она верува дека она може да ги доведе нив по незина контрола и со тоа може да ги искористи над неа. И со времено она овдека се запознава со High Sparrow и мисли дека она може да го искористи него за да ги да ги остане на Тайрелзовите од моќта и да ја добие све назад, што она ги обвинува нив дека се нели криви за све еден куп. Исто така ги се договара со High Sparrow да ги ако црквата ги запрае, ако ги форгивне сите долгови што ги има кон круната, нека она ќе го тргне од закон правилата на Мејкар со кој што они не смеа да има оружје. Мејгор, не Мејкар. Мејгор. Мејкар е новиот што свите го сака. Мејкар река у Night of the Seven Kingdoms, ова е друг. Не, my bad. Свите го сака the overall. Мејкар's just a single father. Мејгор's a bitch. Не, Мејгор's a tyrant. Ама да, ова ќе заебе. Окей, една ствар. Мејгор, right? Лош човек, не за џабе го добил титулата The Cruel, ама паметен човек. Unnecessary evil. Серси не паметен човек. Ја би рекол може, си има моменти, ама ќе речем дека он е у психичко стање. Разберем за овие момент. Може би најголемата глупост што некад има направено. Ако не топ 10. Не, топ 5. Топ 10 сигурно. Топ 5. Окей, знаеш што? Не. Топ 5 е моментално, не знамо што ќе се деси понатаму. So far топ 5. Ама не, она направи многу глупости. Ка пример, топ 10 најлоши одлуки. The Small Council. Да. Свите зафачаа по едно у топ 10 најлоши одлуки. Освен Пайсел што испаѓа fucking најпаметен и Кевин. Не е Кевин у Council. Да, после у следната книга. Мал период. He fucked off за негде кај беше со отина со син му, нели ова со ова ша беше. Да. Ама не е у Council. Но ипак како иде топ 10. Друго меѓу actually може да е најголема грешка. Заедно со Pissing of the Tyrells. Pissing of the Tyrells ама чекај че се нема до тоа. Затоа тикам топ 5, ама не знамо што ќе се деси однина. Може да е ка топ 1, може да е полоша Tyrells. Fucking the Tyrells е топ 1 според мене моментално. Да, фер. Зашто га... Продолжуваме се враќаме со Виктеријан. Гледамо нели као фактички Јуран наредува напади и освојува неколку острови што он ти дава на господари што не гласае за него, кога нели као еве ви давам, ги враќам Ајенборнот на начин на кој што треба да бида јавона. Што е многу очигледно дека ќе сака да ги придобие на нивна страна, ама истовремено он многу му јасно дека он ќе ги изгуба. Овие господари што биле против него мора да ги чува. Што ги заеба. Да. И овдека мислим дека он го праќа брат му како ја сакам да се оженим со Денерис. Иди собери ми ја. Да, дека иди. Go my boy. Да. Go white boy. Basically, go white boy, get me a wife. Get me a wife. И он дека fuck that shit, ќе се ја земам за мене. Well, И му праќа мистерио. Ама слушај, он работа тоа старото. Око за око, зап за зап, жена за жена. Да. Ти ми ја мојата жена. That's pretty sexist of me, ама добро. Така е книгата, не сум ја крив. It do be like that. Джейми конечно мислим дека сега мање више конечно стига ке кампот, ке Риверен.
Не, сега иде Castle Derry. Таму има еден куп Lannisters of Derry, и они го пречекува и мање више слуша што се дешавало околу, нели, наоколу, слуша, нели, за што се дешава со Winterfell и добие информација за се околу него. Да, зашто, нели, прошлата книга немаше толку информација зашто путуеше, плюс има многу ствари десено, и ка се среќава со различни карактери, различни муабети со неговата фамилија. Да, и он дознава за Сперо као движењето преку Лансел. Да, и дека Лансел, нели, му каже за со Серси дека и он спел со неја и дур не бил туека, нели? Да, и он нека, окей. Да, буквално тоа му реакција така, окей. Само као, окей. Окей, што направим ја за тоа, кад ваш проблем е, немам да се замарам. I'm over that shit. Yeah. Can you blame him though? Буквално, No. I can't blame the boy. Гле, Джейми, можам да окривам за многу ствари во неговиот живот, ама не за ова. Да, буквално најнормална реакција ever, као, окей, whatever. Whatever, bro. Whatever. Again, продолжуваме со Бриен. Одека е интересно при тоа што направил, покрај Quiet Isle, и нели праша, нели, дали имате видено Бриен, или дали имате видено Санса или овона, нели, као, го има најдено хелметот Сандор, дали него го имате видео, нели, као, не, да, се збори за Сандор дека да Хаунд, он вика, Сандор е мртов. И меѓу време се врти, гледа огромен, масивен човек како копа, кој е тој, само рандом, брат, don't worry. У позадина копа, мислим дека не е толку експлицитно, толку ред може ви у позадина како голем човек копа. Да, голем човек копа. Ама знам, basically го гледа Сандор у позадина, ама не знае дека тој. Тоест, тоа се најголем дел од теоријата. Тоа све со теорија. Clegane Ball has not happened yet. И се молим да не се деси. I hope it does, it's gonna be funny. Ама гледа, окей, у книгите више еднаш стима десено. Знаемо кој победува. Yeah. Do we need it again? I don't think so. У серијата ги има? Да, буквално пред последната епизода. Не, мислим нели у првата книга се фајтаа на турнир. Да се го блокира, не да не го утепа Лорес. Да ги има тоа серијата. Го има. Не памтим. Па што сакаа луѓе? They wanted proper deathmatch. Не ти треба тоа у животот. Да. Колку често гледаш deathmatches? Скоро никад. Заш сега? Да. Овдека е се продолжуваме со Серси. Серси, нели, збори со Марджор и Лорес и ајде ги собрале тие острови. Лорес сакам да ги спасим. Додека не го завземете ова како се викаше Dragonstone, не може да идете. Окей, fuck you, ќе идам. И Лорес иде кон... Лорес иде да ги води тоа и нели со Red Wine што ја меа флотата. Брат, они беа fuck off, се врашам, тоа се нивните острови. Нивните острови се. Затоа и толку лесно ги освоја, зашто они не беа туека. Да, се го стижа Dragonstone. Они са моментално втора најголема флота? Да, втора најголема флота се. Зашто знам дека Станис ги имаше најголемата флота, они беа втора, Станис му го уништија флотата, поголемиот дел, нели? Ама Јурон дојде и ги собра Айрон острови и се таја најака флота, па Red Wine, под Станис што стана тие бродоите. Мислим дека така е ранкингот. I'm not sure. Она фактички ги наредува, нели, прво земите ги, после може да идете, и он нека мора да убрзамо, пред да прави глупости. Друго интересно, овдека Серси проводе лесбејка. Не си свига. Нека дем ка Робертсу. Уште едно нешто само интересно, овдека исто мислам дека почне да верува. Ми ја намалува облеката, да ме заеба. Ама да, продолжуваме со незиниот brother or her lover, Jamie. Те молим, don't say the shit again.
Значи, тоа беше првата книга. Не беше еднаш, ма беше првата книга. Тоа беше првата книга и беше еднаш, ама не еднаш, очигледно имаа 3 деца. Ама don't say that again. Добро. Тоа беше уминатото. Джейми е redeemed, поправен човек е. Да. Продолжуваме нели со Джейми, он иде неки се бори нели со Деван Ланестер и неговата тетка как се викаш тетка му? Again? Джина Ланестер, која треба да го наследа по право Риварен. И е многу интересно како интеректа со... Нив им е ветен. Да, нив им е ветен. Е сега многу интересно како гледа незиниот муж зашто е Фрей, е само малце глуп. Само малце. Само малце. Ама да. И почиња нели као гледа каква е ситуацијата со Сиџот и гледа нели као што помирно да го заврши. Ама да, само ке Дан ги маја вржано нешто на катапулт. Да. Едмир или шо беше ситуацијата? Не, беше као дека ќе го зема неговото бебе и дека ќе го стави катапулт и ќе го гаѓа кон Ривара. Не беше као не. What the fuck, не. Нели го пушта, нели дека брат, нели го пушта дека го носи у неговиот шатор, дека нели. Да. Ај со мен. Да. И само исто ми Джена исто ми е интересен лик, пошто нели као кажа нели као сам го сакала Тайвин, пошто единствен брат што единствен човек што бил против да се ожени со овој идиот, незиниот моментален муж. И само интересно, она му има речено на Тайвин дека неговиот син, дека Тириен е најмногу личи на него и се има налютен и еден период зборено. Логички. Tywin moment. Tywin moment for you. Moment. Just Tywin being Tywin. Just Tywin being Tywin. Буквално, Tywin нека толку е пети. Да. Толку е пети. Да. Буквално има песна за неговата пети, не само добро. Буквално. Ама да, се враќамо со Арија и незиното тренирање. Подочно овдека га правили као фактички овдека реков прво термин као некој го напаѓа и она треба да погоди од кој напаѓа. И она ги користи еден моќите што нели ги имаат сите Старкови, тоест Боргу мачка што близина за да видат кој и од каде го напаѓа. So basically she's cheating. Океј, да, ама овдека Райд и Дейрон го убија, тој дезертерот, Райд треба да не ли ја спомнам? Преправа дека е Фишел и дека пуша дека го обенда на Night's Watch и ка oh fuck you, ке туте па how fucking dare you. Не, и шо е наградата за тоа? She gets blind. She's turned blind. Ама да, управо си, зато. Don't kill people. Don't kill people. Не, тоест... Listen to me kids, don't kill people. Тоест, don't kill people we don't order you to because of your petty shit. Kill them for the drowned, the many-faced god. Не, ама, глеј, да го тепаше заради чеф или нешто, окей. Или зашто беше досадно, окей. Или за нешто друго. Она го тепа заради незината прошлост. Тоа е лошо. Треба да е nobody. Призон. Ама да, она со тоа нели покажа дека уште не е никој, току дека е некој. Да, дека уште е Арија. Сака да ги извада тоа некој од неа за да остане никој. Нели мислам дека ова е технички претходно таа сцена дека нели ја прашува дека кој си ти? Никој. Ти не си никој, ти си Арија Старк. Кој си ти? Никој. Нели, тоа сега. Да. Уште не е никој. Не помага со тоа што ќе се извади од пнешпринтот, со тоа што ќе биде пак ќе користиме моќите на незината прошлост, a.k.a. Warging. Апсолутно. Ако некој мисли дека Арија ќе стане фейсесмен, нема шансе. И затоа не ми се допаѓа што направија со неа у серијата, зашто га направија никој. Поентата на Арија е дека колку и да пробаш, она ќе биде Арија. Може да проба да се прави нешто друго. Нема да биде нешто друго. Не тоа. Нели првите книги ќе земам, пример, ќе се вратим. Нели колку се труда и се тара и га муша, га малтретира да га направи удејче, нели тоа што се вика дама, дама, тоа е прво поправено. Нели и ка не може никако. Да, цело време
труда, ама не успела. И цело време некој се труди да направи нешто што не е. Исто како што се преправаше дека е момче, исто како нели што се преправаше, нели после. Да. Ја, и сега како се прави Faceless Man. Ама не е. Колку и да пробува не е. На крај она е Старк. Ама да. Продолжуваме со Сем, му го погребува Мејстер Еймонд, very sad. Не ми се свиѓа толку Сем оваа книга, пошто ја се осеќа да се уназадува у неговиот карактер. Зашо? Нели као при крајот на прошлата книга нека да, јас сум сега нели посигурен и ово она и прави политички moves и све тоа и после ка не, пак сум несигурен. Не знам, так. Окей. Прошлото тоа играше у позадина. Гледа, кој имаш бариера кој никој не знае дека ти правиш нешто многу полесно, ме разбираш? Пример, затоа и подкастов Ред имаше нема фейскам и ова бла. Дека многу полесно за снимање, затоа ако знае луѓе околу тебе или нешто, имаш многу повеќе стрес и тоа. Нели ако никој не знае дека и ваки без фейскам и без ништо никој не знае, можам да зборим послободно без да се замарам луѓе што мислат че ми рече некој нешто, ме разбираш? И истото и со тоа дека овдека се срešava со различни проблеми, се гледа со проблемите фаца у фаца. Тур таму буквално многу беа различни проблемите и можеш од страна да ги работа, ме разбираш? Управа си. Ама освен тоа, кажува нели како Еймон единствен змеј сакал да ја види Денерис, ама никад не успел. И за Порше Таргариенс, што се свита со него и како свите умира. И Сем си помислува, нели, се збори со Гиле, као ако беше на зил, може и уште 10 години ќе живееше. Пошто нели зилот е сепак магија. Ама Гили му вика ама ќе го запалеа. И се мисли да го именува бебето по него Мејстер. По нова продолжуваме повторно со Серси. Серси сега добија вест дека Dragonstone паднал под обсадата. Ама дека Лорес е многу ранет и има големи шанси да умре. И она со задоволство дека е психопат го кажува неговата сестра. Дека е психопат. Не мислим дека она го додава тоа дека големи шанси да умре. Само мислим дека е сериозно повреден, зашто нели се брза да го осва Dragonstone за да може да се врата и буквално обично обсада саш да чекаш другите дизгладно ова она, они ги има буквално чарджано, има трчајчи влезено во замокот и он ги има водено, така да. Да, ама и после свите овие политички мувсер се као, тај ви ми бил толку горд на мене. Јас сум, да. Посебно од кој и овде как прави исто голема грешка, не плаќа на железната банка, пошто круната им должи многу пари, и нека, не ви треба пара, не ви плаќа. Ке си правим морнарица за мојот, Љубовник. Да, мојот љубовник. Ама гледа, што ќе направи? Да, што ги направи? Наплача нас за кредит, што ќе направи? Да. Што може да ги направи? Што е најлошото што може да се деси? Да. Не. Стелни се на север. Роберт не ги плачаше кредитите. Да. И што му се деси на Роберт? Ништо. Ама, и меѓувреме, нели, она спие со Кетл Блекс и ги наговорува и они признава на Блек Спероуто дека они спиере со Марджори. Big mistake. Едниот од нив. Едниот од нив. Тројца се. Не нагласивме тоа, тројца се. Едниот отида на север, да. Едниот спие со неа и е Кингсгард, да. И третиот го призна дека спил со Марджори. Да. By the way, мислим дека у чептерите на Лейн дознаваме дека усвари свите тројца работа за Littlefinger. Не бе, тоа прошлата книга беше. Прошлата книга беше? Да, окей, да. Прав си. Бе, нели кој нели избегаа со брод? И уште тога е, нели? Што Кетлбек и помогна Ред избега. Меѓувреме Серси мисли дека контролира, нема врска. Продолжуваме со Бриен, дознаваме дека нели
Hound хелметот е најден дека го имаат украден од Brave Companions, дека има смеето неколку руке. Овде како наоѓа исто Gendry, дека нели положил со Brotherhood of the Banners. И мислим дека овдека дознава дека они се водени од нов човек, дека е дека више не се под лидерство на овој. Како се викаше? Дандариан. Да, дека се под некој друг лидерство. Се прашам кој. Не, ама тоа ќе откриемо на наредниот чаптер. Наредниот чаптер. После тоа Джейми конечно ga завршува сиџот кај Риваран. Тоест го праќа Едмјер да влезе и да разговара со луѓите и ги натерува свите да се предада и им меѓу време за да им докаже овдека усвари им каже дека од Едмјер дедото ќе го фрли ако не се предада и ја пушта тоест не ја пушта. Наредува да свира Drains of Castamere, да докаже дека ќе го направи. Така да, Джейми е боли. Спремене. Да, Джейми е боли, ама тоа не значи дека уште не е Катајвин, дека не ги има уште неговите old ways. Продолжуваме со Серси again. Почиња нели да ја доаѓаат 5 минутот да затвора Марџери и Арно, ама у овој чаптер истовремено они Хелблек исто га издава Серси нека да спие со неа. И Марџери е мислам дека клирната од All Charges и га затвора Серси. Не, тоа е наредниот чаптер. Наредниот чаптер? Наредниот Серси чаптер се дешава тоа. Да, пардон. Овдека само га заврши е као убеден дека Тирин ќе дојде утепа. Продолжаваме, се враќаме конечно у Санспир, ке Аријан и нејзиниот пропаднат плот. Всушност, нели, меѓу време нејзиниот плот пропадна, пошто Ерио Хоутар зеде и го утепа Кингсгардот. И неа га заробија. И неа га заробија у домашен затвор. У домашен притворе и Марсела беше малце просечена од Даркстар, ама не е тоа битно. Не го спомнав по тоа како што треба. She'll be fine. Ама... she's fine. She's fine. Ама да, и конечно доаѓа татко и ка, окей, listen, you stupid. Буквално ти си ми омилен. Немаше ништо. Ама, имавме порано план дека ти ќе се ожениш со Таргеријан принц и ќе направи покалица на Силните кралства. Со братија на Денерис, се не си гем кој се викаше. Моментов. Да. Арно, ама што е мртов? Ама чекај, извини, тој идиотот што не е cool, зашто нели има два браќа? Да. Just make it clear. The cringe one. The cringe one. Ама да. Као... Ама зашто не може сега тебе да направи крајца, го прети брат ти, ќе собере Денерис, да фулфилнеме тој пакт и тебе ќе ти направиме овде како принцеса на Санспир. Така да, чил, жено, чил. Basically, планот беше ти беше кралица, планот пропадна, се брат ти ќе бие крал, а ти ќе те ставимо тебе да беше главна и она ка fuck. Она ка fuck. Ама ова после може да ја знае. Не, овдека га прифаќа нели судбината и после понатаму ка fuck, може ја треба да сум кралица. Да, зашо брат ми смотан да е крал. Ма тоа е понатаму. У наредната книга. Дали овдека исто помисло ка, брат ти требаше до сега да се врати? Не сум. Мислим дека сега помислиш више нема чаптери со нив, нели? Понатаму следната книга. Не, има следната. Да, има со Аријан? Има. Окей, добро, и цели тоа беше sample chapter. Мислим дека тоа... Мислим дека збориш за sample chapter. Окей, не... Има уште од Аријан chapter у наредната книга, зашо? Нели иде северно у Stormlands да се сретне со овие после. Па затоа викам, мислим дека тоа усвари sample chapter. Не, тоа е у книгата, мислим. Окей, добро, might be wrong. Трга, ама уште не е стигнато, тоа е ред. Окей, да. Се враќаме ке Санса, она почиња со, нели, dealing with Robert's shit and she's sick of it. Од самиот почеток.
Ка братот буквално, мислам дека ги има прашано, ја тера да спие со него, мислам дека 2-3 пута ги има прашано да цица. Ка, брат. Брат. Овдека нели е као Littlefinger чил, овој е наследникот на Ирито, ако овој мистериозно умре, знаеш, wink, ако Роберт мистериозно умре, wink. Затоа се вика Hereditary, flirt with him, go. And she's quite successful. И тоа е завршува приказка. Wink, наж. Тоа е завршува приказката со Бриен. Тоа со Санса. Продолжуваме со Бриен. Која е Санса? Пардон, Алейн. Не знам, Санса само Алейн. Санса е мртва. Да. Идемо сега со Бриен и излознавamo кој е новиот лидер на The Brave, не The Brave Companions. The Brotherhood of the Banners. It's Catelyn Stark, not Catelyn Stark. Поточно Леди Стоунхарт. Она била вратена од мртвите. И сега сака да утепа све што е живо и диво. Дан кога ги објаснува како га вратија, или објаснува овдека? Мислим дека... Нели ги има најдено низиното мртво тело и сака касно е, ама Берек Дандарија нека не е касно и дали тој го дава ка The Kiss of Life, ама е касно и се враќа повеќе ка зомби него ка што треба. И он умира, right? Мислим дека забравяме да спомнеме дека усвари у едно од Арија чаптерите, она борга у незиниот Direwolf и га влече од да, ама тоа беше упроштата таа книга, упроштата книга. Мислим дека спомнавме. Брат, it's been a while. Не, да, у прошлата книга Арија нели има сцена кај што волкот од Арија га ваѓа, они га наоѓа и волкот бега и после кој се вика не прологот, тоа на крај кој се вика епилог. Епилогот е нели кој го тепува Фрей тој што е. Да, управ. Ама да, и еве сега Стоунхарт е као, кај е Джейми? Донеси ми го Джейми. И он е као... Извини, што трудно. Не го вика тоа Стоунхарт. Стоунхарт вика... не може да збори. И после некој преведува. Ама basically, е као спремна да го обеси подрик, што by the way овде ко книгата, за разлика од серијата, е ка 10 години. Мислим дека мал се постар, ама Не, кај што знам, ако не грешим, свекоја книга е ка 1 година отприлика, така нешто. И знам дека у Clash of Kings има околу 10 година, со овде дека треба да има 11-12 нешто, ма still a child. Да, ипак мало дете. И он фактички го става јужет околу врата и као пренека, окей, фајн, ти го донесем Джейми, окей, не го те пак деде тоа. Нешто се дере за да престана, ама туека завршиш. Да, туека завршува. И сега завршуваме со све срци што и се распаѓа околу неа. Мање више. Со нејзиниот последен чаптер. Basically, све почина to bite her in the ass. Прво, Марджери е пуштена. Второ, ја зема да творува неа и ја тера да признае дека она спиела со Келл браќата и да нели се тоа, дека она е крива за све, дека е уништена она. Умеѓувреме исто така го незиниот Бојто и Валеријан такво, тој што го споминавме, пиратот, и ги собира све бројите издувно, Исто окривена за убијање на прошлиот Хайп Септен, да не забраваме тоа. Да, и е затворена и basically као по тортура цело време, дори не конфесне. И она е као, колку може да конфеснем без да ме утепа, а пак да пројдам као да излезам од ова жива. Дека не може ништо да конфесне, да не конфесне ништо, само ќе утепа. Ама, колку да ја пушта. И овдека, мислим дека овдека е нејзиниот Walk of Shame. Зашто признаа дека спиела со браќата, не признаа дека го утепала прошлиот Хайп Септен, нели? Не, рано, тоа наредната книга. Не, наредната книга тоа. Не, наредната книга тоа? Наредната книга. Овдека само бара Trial by 7 е као
Вика само Кингсгар може да заштити. И он нека, окей, прати писмо до Джейми. Второ нешто, Кајбарн, дајте му негова White Cloak и нека прави што сака. Продолжуваме со Джейми. Овдека Джейми го пушта Едмир да влезе и мирно да го заврши сиџот у Риверан, со што го завршува неговиот промес кон Кетлин. Све тоа и овдека го добија писмото, баш сега што го спомнавме од секао те молим, дојди биди мој чемпион. И само него ни отвара. Него ни отвара, само мислим дека го пари. Него ни отвара и го предава замокот на неговата тетка и нејзиниот муж и мужека. Сега сме господари на Риверленд. Не сте. Тоа е технички Питер Бейлиш. И исто овдека познаваме дека Blackfish, црната риба, здувнува. Не га фаќа у замок. Зашто он бил ка водител на порека и чезнува. И мислим дека овдека беше таму кај што га гледа бившата жена на Роб. Да, нели ше усвари Ланистер. И ека, цената дека не е трудна. И она здувнува. Wonder if she's pregnant. Maybe by Rob's child. Probably not. Nah, that wouldn't happen. Ама да. Okay, sorry. Basically, мојот co-host има технички проблеми, така да ја ќе довршим овој рекординг. И завршувам мање више со конечното завршување на сиџот на Риверленд и завршување basically на аркот за Джейми, историја за Джейми до сега, со нели финалното горење на писмо на Серси, со што нели се покажа дека стварно конечно не слободен од неа и конечно може да е најдобрата верзија на себе си. И на крај га завршуваме книгата со селф-инсертот на Џорџ Р. Мартин, тоест конкретно со Самуел Тарли. Они конечно проаѓа ни сред Вајн Стрейтс и доаѓа у Олд Таун. Олд Таун е некој главниот град на Мејстерствот, кај што има нивниот факултет и е познат по големата кула, покој што се именува на фамилијата Хайтабер, покој што нели се нека главните лигови у House of Giant, нели. И стигнува таму и овдека почине да се запознава со куп од неговите коустенти, меѓу кои што е нели како што спомнавме Пит, што е нели требаше да биде мртов, и неколку други ликови како што се Сирела Рас, која што е можеби ќерка на Аларас, која што е можеби basically ќерка на Обрин што се предаде муж за да влезе. Тоест, тоа се теоријата. И со тоа он на крај го запознува Марвин the Mage, кој што му вика basically брат, овдека овие ги утепаја змејовите, get the fuck out of here, јас сум главниот на магијата овдека, ја идем кај Денерис. Чао! Издувнува. И со тоа завршува книгата. Ова е најмала, фактички по број на чаптери меѓу најмалите Џорџ Р. Мартин, пошто нели сепак е само пола книга, пола мега книга, и нема никад ниједен како по главните ликови. Again, Серси кој е нов приови главните ликови. Иако не е толку полна со акција, ипак ова ми меѓу помилените, лично меѓу помилените книги, пошто едноставно да не објасниме толку пома преку Бијенце, покажува девастацијата на војната, како војната уништува све од неа, и се гледа како фактички сите работи што биле направени преку прошлите книги, малце по малце праќаат да се враќаат назад и да имаат нивни consequences, да имаат секоја акција, да има своја реакција, нели. И тоа се гледа преку Бродерхуд и Банерс, планира нели да ги нападне пак да ги направи тајминг, да добија одмазда. Се гледа преку тоа што Серси тоа што пренесата книга како и се враќа. И се тоа, и сега сепак ги продолжува карактерите напред, иако нема толку акција. И прави сетап за уиднината и може појаѓа акција. И моментално и остава серијата на добар клифхенгер, кој излезе на книгата не е тварна, баш поради тоа што као нека ништо не се дешава, ама ипак ја мислим дека као мене ми е меѓу помилената книги.
од серијалот, пошто сепак има меѓу најдобрите карактери се. И Еријан и Серси се меѓу моите топ 5 карактери. Таа чапте не ги сакам нешто многу. Ама да. Сега ви благодарам многу што не слушавте оваа епизода и се надам дека ќе се вратите за следната, каде што ќе продолжиме со оваа приказка и барем с која ја ќе бидам, ќе продолжиме оваа приказка и кога ќе завршиме со A Dance with Dragons, танцот на змејите. Ви благодарам, имајте пријатно.